Од дотерани, но не и реновирани полски тоалети, изградени уште пред повеќе од половина век. Подзачистени, ама не и променети црвојадни подови и стар училишен инвентар кој плаче за промена. Ова беше денешната слика на првиот училишен ден во основното училиште Лирија, во долненското село Житоше, во кое со комбинирана настава треба да учат околу 350 ученици. Родителите загрижени. Повеќето од нив ја избегнаа нашата камера. Не сакаа јавно да говорат, но оние похрабрите си ја отворија душата. Стварно, не може да се одат во настава, ни физички, ни онлайн од овдека. Тие треба да превземат иницијатива, да обезбедат буџет да се прават тие ВЦ таму и учениците ви ги видовте сами какви се во катастрофална состојба од пред 50 нешто години се правени овие училници со тој патос. Има контенери, специјални контенери, подвижни, и ќе ги глават во некое место, дури да се направат и другите. Освен несоодветните услови во училиштето, на родителите им прави проблем и онлайн наставата, бидејќи финансиски се немојкни, а електронски неписмени. Онлайн настава многу тешко оди и многу проблемет, пошто има луѓето овдека по 3-4 деца, на едно дете ако му набави или лептоп или таблет или iPhone, за другите 3 или 4 нема. Ама 60% нема никакви услови и финанси нема за тоа да го прави. Како ќе учат? Како ќе учат? Ни интернет немат, ништо немат. Ни лаптопи, ништо. Кај ќе учат? А натуту одит, а да учит. А вака ќе одат, ни натуту нема да иди, ќе одит да училиште. Добро упатени мештани тврдат дека проектот за реновирање на училиштето бил готов уште пред 5 години, но досега ништо не било направено, а надлежните се правдале дека немало пари за тоа. Одговорите се обидовме да ги добиеме од надлежните, но директорот на училиштето, Шабан Салиоски, буквално не избрка од неговата канцеларија, забранувајќи ни дури и снимање на училиштето. А додека градоначалникот на Долнени, Џемил Ќамили, во телефонскиот разговор не упати кај општинскиот секретар, кој пак не одговараше на нашите телефонски повици.